по-далечните природи кон градот мораат да се утврдат. Овде дури и 3 реда рови може да се ископаат. Еден на друг. Ќе ги поврземе меѓу себе, за да можат борците слободно да се движат. Ако попуштим овде, тешко ќе ги запреме на друго место. Море јас и некој од топчињата би ставил овде Никола. Ако ништо друго, барем ќе го потлашат аскерот. Да поставиме пито. Само да не се распрскаат како на пробат. Море, прскале, не прскале, важно е шум да кренат. Ио Климен, Кажи, бе. каде што треба. Длабочината да биде човечки бој. Ако е подлабоко подобро. Арно, внучко, ќе направиме се како што треба. Дали е кури? Нове. Кај ме не спие кога доаѓа од прилеп. Браво, Нове. Браво, војводо. Каде е Карел? Барем не е во градот. Ќе дојде офицерот во штабот, тамо е Ѓурчи дежурен. Војвода таце врече дека е итно. Лично на Карев морам да му го предадам писмо. Војводо, може јас да појдам кај Карев? Кај Нове може да се снајдем из нашите кори, а? Добро е, одлично. Ајде, Нове, сегове. Нове, кажи ми, не клоцаве? Не клоца, качувај се слободно. Опа! Мајката не ми текне да му кажам на Карев кури да ме стави. Убаво било вака на конј, ајде! Војводо, набавивме овци. Од каде? Ги запленивме, војводо. Бевме во извидница, од турските овчари ги запленивме. Ги запленивте, велиш? Со борба? Најуриш? Не, војводо, овчарите се разбегаа што не видоа. Добро беристе, што си ти? Разбойник или востаник? Востаник, војводо. Востаникот 300 е борец за слобода. Борец за правда и чест, а најразбойник што краде туги овци. Востаникот ќе гладува, ама туги нема да земе. Ако си востаник, веднаш да ги вратите овците и да побарате прошка од луѓето, разбра? Разбра, војводо. Овците ќе бидат вратени. Тодоре, Повели началник. наредувам секој несовесен, секој недисциплиниран востаник кој го вознемирува мирното население да се стрела. По кратка постапка. Нам баш и бузучките банди не може да ни служат за пример. Разбирам, началник. Никола, дојде курир од прилеп. Те чека во штабот хитно. Андре ме прати. Добро, Чавче, ќе дојдам. Ајде. За рововите се разбравме, нели? Разбрав, началнику. Ангеле! Конјот! Што чекаш, Ристе? Овците веднаш да ги вратите и потоа да ми се јавите во штабот. Јас сум виновен, војводо. Јас го натерав. И двајцата да ми се јавите. И прошка да побарате, разбра? Разбра, војводо. Ајде! 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 Оп, ајде! Ајде!
мислиш да го стрелаш Ристе? Јас не реков да се стрела Ристе, туку разбойниците што започнаа да се котат и во нашите редови. Друже Никола, да не креваме предрвен рака на своите. Ќе ни треба. Токму затоа питам. И заради чистотата на нашето револуционерно дело. Ние можеме да загинеме, да не снема. Но Крушево и Републиката ќе продолжат да живеат и ќе се паметат по нашите дела. Јас сепак би разбисил малку. Би го викнал човекот, би му го исприл носот ако треба, па после. Деца! Еве го учитело! Добар ден, учителе! Добар ден. Што правите по кориеве, дечи? Даскалот напрати да собираме стари чаури, војвода. Ги полнат во леарницата. Алал да ви е, јунеци, така треба. Само да не одите предалеку. Добро му текнува на Даскалот да ги прати ваму. Овде лани добро се судривме со Аскерот, се сеќаваш ли? Како да не се сеќа? Чаури колку сакаш има. Збирајте, дечиња, само збирајте. До гледање, дечиња! Гледање, учителе! Браке, пораката што не ја праќа Јацев од Прилеп не е окорежувачка. Но тоа не ни изненадува. Аскер се собрал од Прилеп, од Скопје, од Косово, од каде уште не. Се точеле во колонија низ Бабуна, Плетвар. Дел веќе тргнал на нас. Па нека повелат, нека дојдат. И ние не седиме со скрстени раце. Со некој Бахтијар Паша ќе треба да се фатиме гуша за гуша. Веќе собрали и баши бозуци. Крушево им е коска в грло. Црштината со сета сила ќе се напне образот да си го измие со нас. Браќа, од вас барам мерките за одбрана веднаш да се засилат. Без одмор, денонокна да се работи. Но без паника. Повторувам, без паника. Народот се уште не мораме да го известуваме. Кога ќе дојде време ќе го сториме и тоа. А јас верувам дека и во овие тешки моменти што доаѓаат, народот ќе биде со нас, како што беше и досега.
Денес много убава работа завърших, а? Како оди, а? Оди, а? Така, бе, деца. Айде, айде, уште малко. Уште малко, много беше, малко остане, айде. Работата да не биде лесна и берекетлија. Да даде Господ душманите во овие дупки нозе да искршат. Дай вас како е, жени, а? Оди, Климе, оди па застаничи. Богомаро. Што? Погледни плуски ми излего. Коцо мори, лопатата е потешка од моливот, зато сите бегаат од неа. Добар ден. Зошто вие не сте на копање? Да не сакате со локум да ве каниме? Цел град копа, вие бројаниците враца. Надојќам сме, рековте чашијата да биде отворена, Гогу, нели така? Па така е, војводо, Така рековте. затоа го отворивме бичено. Ајде лопатите враца и дим да ве нема. Јасно? Како што ќе рече началството, го синјочин, така ќе биде. Така ќе биде. Спукана им е работата, джанам, што толку ржат. Спукана, не спукана, го затворам дуќенот. Ајде, Аскер кажуваат на доаѓа. Аскер, ми што? Сватови да не сакаш? Море и сватови уште малку ќе ми се навеат на глава. Оној мојот во болницата. Се закачим со некој селанче. Пробај сам да одиш, ајде. Ајде, ти помогам, ајде. Чакай, малко ми се врти во главата. Ајде. Ајде, докторот рече што повеќе да се движиш, да не се улежиш. Ајде. Ајде, дојди до мене, ајде. Гледаш дека можеш, ајде. Ајде, дојди до мене, ајде. Гледаш дека можеш. Повели, брате. Сполајте, сестра. Убаво сладко си сварила годинава. Кој секогаш. Ајде, за добро на сите и за среќа на младите. Јас ке си одам. Дежурна сум. Море, дете, збира и ум додека има време. Ако си за одење, ќе одиме сите. Ама дома. Ајде, жено. Станувај. Остаја таа работа, брате. Седи. Ако е за дома, таа си е дома. Кај мене, кај тетка. Нели е така, чедо? Туку со незиниот комите што ќе правиме, а? За свадба треба да се мисли, брате. Да не ни се смее светот. Каков комите, каква свадба? Што зборуваш, сестро? Така е, чедо. Од татко и мајка ваква работа не се крие. Слушај ме, брате. Јас детето го познавам. Од чорбаджиска фамилија е. Златен занает има. Па добро, што сакаме повеќе? А слуша ми прездравел. Што? Болно ли било детето или лице? А не, го ранија градот кога го нападија, кај уќуматот. Ај, господи. Што сум ти сгрешил? Дебре пак ти, што туку овкаш? Ма за свадба станува збор, брате, за веселба, а не за нешто друго. Убава на тетка. Невеста ќе ми биде. Да, ке се земеме, даскале. А, така де. Право да ти речем, орце, не ти е лоша таа работа. Од болница в црква. Така е тоа. Кога ќе тргне на добро, се оди добро. Што можам, даскале? Запнале незините. Демек така, нож под грло. А ти не сакаш? Кој не сака? Кој рекол дека не сака? Ама, што ќе рече татко ми? Го знаеш, даскале, што терсене човек? Кој терсене? Не грижи се ти, орце. Ќе го среди тоа даскалот. Така ли е, даскале? Така е, така е. Штум Карев ќе биде кум. Кој во Крушево не ќе попушти, а? Море ке мудри една веселба. Едно играње, пошто сака нека биде. Што ти е, Никола? Лоши вести, коц. Какви? Аскер веќе тргнал од Прилеп. Навистина. И од Кичево и од Битол се приближува Аскер. Сакаат да не обкружат. Пресвета Богородице. Што ќе се случи со градот, со жените, со децата?
Ne znam kod. I mene to me mači. Ako го браниме градот, ризикуваме да бидеме уништени сите. И комитите, и народот. Петнаесет илјади луѓе треба да се евакуираат. Каде да се заслони толку народ? Повикај ги на помош Јордан Пиперката, Ацев. Јордан загина. Цер го спалија до темел. Како? Јордан загинал. Да. Попладне морам да го свикам советот, штабото и комитетот. Ќе преземеме се што може да се преземе во ваква положба. Сигурна сум дека ќе го сторите најдоброто. Луѓето толку многу ти веруваат. А и јас, Никола. Преврзи ги раците. Може да те загнуват. Морам да одам. Слушај, Никола. Сакам да те замолам нешто. Кажи, коц. Сакам вечерва да дојдеш кај мене. Една ноќ би можел да издвоиш и за мене. Сега во ваква ситуација? Во ваква. Добро. Никола, ке те чекам. Ако треба и до Мугај. Ќе се обидам да дојдем. Така, ќерко, младост. Се развиорила како фиданка на ветрец. Младост и паче среќа, Маро. Така е. Се радува кутрата што куртули весите од јаја. Ајде, жени, не зборувајте така. Каков и да бил, маш ви бил. Лесно ви е вам, бабо Маро, туку прашај не нас. Барем деца да имавме со него. А вака? 3 црни кукавици, 3 суви гламња станаха. Мори, Маро, има право. Ама Аллах е милост. Така е. Ајде, ќерко, ајде. Аллах да ми ти е. Баба Маро, си изме. Аллах да ми ти е и мртовец од гробче скоро, мислим. Коцо! Ти! Ајде, влези! Ајде, влези. Благодарам, не може. Влези, малку, Коцо. Влези, Коцо, ајде. Баба Маро, те молам излези, морам нешто да ти кажам. Јокчано. Прво ќе ти сварам кафе, а после ќе си одиш. Ајде. Не, благодарам, не сум за кафе. Те молам побрзај, баба Маро. Те молам. Па добро. Ајде, отидов јас, ајде, жени, останете ми со здравје. Сполајте за кафето. Со здравје. И Господ да ви даде се што ви душа сака. Амин, баба Маро. И па и седи ми со здравје. Оди ми со здравје, Маро. Што беше викај него? Никола беше кај мене. Ту, што била работата Никола бил. Коцо, што ти е тебе? Да не се скаравте нешто? Ми рече, Што? Никола кажа дека Аскер доаѓа од сите страни. Аскер? Ќе не срдисаат. Ќе не срдисаат. Нема ли, ќерко? Па ние не сме овците да им легнеме да не колат. Јокџанам, сврши таа работа. Ќе удрат тие, ќе удриме и ние. Па да видиме кој ќе надвие. Крушево нема да падне на колена, Коцо. Ајде да одиме.
Пристигна вториот ешелон Омер Рушди Паша. Закажете состанок со штабот. Разбирам. Јусуф, закажете го состанокот. Разбирам. Крушево. Крушево треба прво да се столчи. Тоа султанот го бара од нас. Или Крушево, или нашите глави ќе лета. Бахтияр Паша веќе тргнал од Прилеп, Вали Ефенди. Покренавме и Кичевскиот гарнизон. Аскерот од битва минува Црна, а кон Крушево се приближува 18.000 војници со артилерија и коница. Овој пат нема да се извлечат, Вали Ефенди. Во тоа сум сигурен. Ти да молчиш. До вчера ми се колнеше, комитите се банди неспособни за ништо, а видиш што се случи. Целиот вилет на него го крена. 300 души војници не можат едно писмо да преваат од Битола до Ресен. Кај го има тоа? Сега е подруга ситуацијата, Вали Ефенди. Сега сами влегува во стапица. Знаеме кај се. Кај да удриме по нив. Кога ќе падне Крушево, бал ќе приредам. Бал каков што не памети Битола. Мат, Вали Ефенди. Мат. Каков мат? Тоа не возможно. Да се надеваме дека тој ваш бал, Вали Ефенди, ќе ви го возможи нашиот Бахтияр Паша. Тебе ќе ти доверам ова работа. Евала, Бахтияр. Коцо! Коцо мој! Ево доаѓам! Ајде! Ајде отиče за доцни ме! Што си ти лична денеска, убата! Момчето има да те грабне и да бегат! Коцо, навистина Карел денеска ќе зборува на гробиште? Не знам, баба Маро. Кој мене ќе ми каже, Карев? Ајде, не лути се, да? Гледам дека да не никако да не се да пасме, бе. Бабо Маро, кажи ми што да стори. Што чеда? Еднаш. Само еднаш за толку години го замолив да дојде. И не дојде. Го чекав. Цела ноќ го чекав. Таква е нашата судбина, Чедо. Да чекаме. Да чекаме, да испраќаме. И пак да чекаме, да се надеваме. Еве така помина и мојот живот. Во чекање. А што дочекав? Мажот ми загина. Децата како пилци ми се распрсна по светот. Останав сама црна кукаица. Да чекам. Ама не се предавам. На туѓата среќа се радувам. Многу ми е тешко, бабо Маро. Ќе умре. Де, Чедо? Ќе умреш. Какво умирање? Од љубов никој не умрел. Муабети се тоа. Ќе ти умрам, бабо Маро. Ќе ти умрам. Де, мило, де. Македонскиот народ, Господ примете душите ги настани
Istok naš Gospodi, Ti si voskresenje, život i spokoj, nas site zaginati, vojlindensko Tvovo stanje za slobodata na našiot narod, Hriste Bože naš, i nije Tebe te proslavuvame, so Tvoj od bespočeten Tatko, so presveti od blagi, od životvoren duh Tvoj, sega i sekogaš i vo večni vekovi. Amin. Oblaženstvom, uspokojni Gospodi, dušite nas site zaginati v ridensko stanje i spomenut za njih da bide Jurčin je zmačkal iz vidnicата. Дома се ги слистил. Избегали некои кривогашни. Ќе ги дочекаме како што треба, мамичето нивно. А така, лаве. Кај вас? Како ви оди работа? Добро, даскале. Даскале, барем на гробиште да појдев. Си од град е веќе Да, бе, даскале. Не може, бе, Ванчо, не може. Секоја чест на мртвите, ама ние работиме за живите. Разбирате ли? Прав е, даскал. Така е, даскале. Прав е, даскал. Ако снемаме куршуми, знаете што не чека. Braća i sestri,
најголема и најсвета е љубовта кон слободата. За неа, за слободата на поробената татковина, за посправедлив и почовечен живот, хероите на кои ми ја оддаваме заслужената почит, ги положија своите животи. Но тие не умреа, браќа. Тие ќе продолжат да живеат во нас, во нашите срца, храбрејки не да истраеме на нашиот тежок, но славен пат. Нека им е вечна слава! Слава им! Во овие наши тешки денови, кога нашето убаво и непокорно Крушево го обкружуваат аскер и башибозучки банди, готови да не растргнат како крволочни зверови, ве повикувам сите, без разлика на народност, вера, пол, убедување и материјална положба, да дадеме клетва дека ќе бидеме достојни на хероите што загинаа, дека ќе ја браниме и одбраниме Републиката, дека нема да ги изневериме идеалите на Илинден, дека ќе продолжиме да се бориме до последниот здив, до последната капка крв, се додека нашата мила татковина не ја огрее сонцето на правдата и слободата. Се колнеме! Се колнеме! Смрт или слобода! Смрт или слобода! Ya çocuklar. Maşallah fincan ellerinde çocuklar burada. Мори, Емине, ти си навистина среќлија. Ја. Еве, го гледам твојот Сулейман бек на бел конј. И? Преку некоја вода минува. Ама ќе ја помине. Ќе ја помине, да знаеш. Иншаллах. Да не те задржа во селово Сулейман Ефенди, сетих и подруго ќе беше. Те зедов на душа. Не ми замервај. Не си ти виновен, синан Ефенди. Виновни се оние што не доведоа на ова дереđe. Ја разграва, ја разнесоа црштината. Ја крена рајата на нога. Сите го знаевме тоа, ама молчевме. Сега пукна тиквата. И право да ти речам, ич не ми е криво што вака се случи. Не требаше да ги пуштаме Екрем и Юнус. Тука сгрешивме. Чудна работа. Овие пезевенци пак некоја ујдурма прават. Без бели не тргнале во прилеп на пазар. На, погледај. Да толку подобро за нас двајцата, Мурат Ефенди. И без тоа Бактијар Паша бара гласник. Сака да го прати во Крушево. Еве му сега двајца. Туку да се засолниме, да не се разбегаат кој ќе ги бара по овие долишта. Во право си. Ајде. Помене. Мустафа! Ајде. Тоа се ти, а? Добро е, бе. Тргнахме да ги вратиме овците на турските селани. Карев ни нареди. На кои турски селани? Да не се тоа овците на коџобашијата Синан. А, ќопеци? Тој кардаш ви стана? Ортак? Така ли е, Крем Ефенди? Така е, Бактијар Паша. Пази! Од кого ги зедовте овците? Колине, беси не пресетол Паша, навистина не знаеме чии се. Залутале овците.
А зошто да се штетат луѓето? Сиромаси се. Затоа Карев нареди да ги вратиме. Слушайте ви. Јас овој пат ќе ви простам. А вие веднаш вратете се во Крушево и кажете го на тој даскал да се предаде. Оружјето Наков да го фрлите и на колена да ме пречекате. Ако тоа до утре не го сторите и вас и градот, пепел ќе ве сторам. Така кажете му на тој Карев. Ќе му кажеме пресветл паша. И не само тоа. Не само да го предаде градот, току на колена прошка да моли. А сега марш надвор! Надвор! Се е мирно. Само до кога? Видите, берикетот го прибрахте ли? Веќе овршивме, а утре ќе го пренесат житото во градот. Кажи му на Стојмир да не го донесува. Неко се насел. Зошто Никола? Поинаку беше да го бараме. Така ќе биде подобро. Доста жити има во градот. Добро. Ајде. Не останавме да се предаваме, туку да се бориме за слободата на Македонија. Ваков одговор ми праќа тој вошлив Каурин. Тоа е навреда за султанот, за империјата, за сите нас, господа. Артилеријата веднаш да стапи во дејство, да се бомбардира градот. Разбирам. Коњицата и пешадијата да се покренат. Наредувам напад. Разбирам. Само аскерот од Кичево уште не е пристигнат. Се уште не се обколени Бахтијар паша да не се излечат. Кој командува овде? Јас или ти? Реков да се нападне градот. Тоа е наредба. А тебе, Ехрем, ти го оставам Крушево 3 дена и 3 ноќи. Коли, без и грабај, тоа е ваша работа. Благодарам, Бахтијар паша. Јунус, ајде! Да? На телефон е Бахтијар паша. Бахтијар паша се јавува. Вас се барам. Омер паша зборува. Баш и воздухот тргна напред, Омер паша. Стоката нивна, славата наша. Ваши воздуци дури од Скопје пристигаат, Омер паша. Сите попатни села да се запалат. Да, тоа е наредба. И Крушево. Разбирам, Омер паша.
Pismo od glavnije štabne čalice. Pismo od štabот. Što pišu? Главниот штаб преземе на енергични мерки да ја спречи концентрацијата наскирот околу Крушево. Ги рушиме мостовите, патиштата. Да. Се гледаат нивните енергични мерки. Ене ги нивните мерки. Престани, Питу. Што? Зар грешам? Ајде, море. Но ако востаничките сили бидат обкружени, а супротивата невозможна, наредувам градот да се напушти. Да се напушти? Ние се бориме за слободата на цела Македонија. Борбата продолжува. И така натаму, и така натаму. Нека ни е на здравие, браќа, борбата. Со ваков главен штаб ќе видиме слободата на Куково лето. Должни сме да го известиме штабот, советот и комитетот. Андре. Оле, очалнику. Закажи состанок. Разбирам. Викај кого сакаш, Никола. Само бајањето веќе не помага. Даскале, 10 дена не сме изгледали. Еко, не може, таква наредба има. Даскале, почна! Тога, клучни се судри со аскарот кај кула, бараат куршум. Моја вистина, Карев? Не знам, нас не пратија по куршуми. Што чекате? Полнете ги стандартите. Хајде, први. Стерију, побрзо! Стерију! Земи ги пушките. Велко, ајде, куршуми, Велко! Отварај! Ајде, брзо. Кај си, бе, чапче? Зошто бадила да ви дам пушки, глеđe? Седете си дома, кај си за вас пушки? Ќе дадеш, Димо, ќе дадеш. Сметките уште не сум си ги средил слагите. Боршот морам да си го земам. Не сме ние подолу од младите, Димо. Што мислиш ти? Ајде, стите здраво. Браво, Кушу. Ајде. Браво. Значи, Мика, дај. Ајде. Брзо. Ајде. Појдете, сменете стражата таму кај Републиката. Ајде, чапче. Давај. Ајде. Да ми се вратиш овде, синко. Ајде, с Богом, мајка. С Богом, синко. Господа те чува. С Богом, татка. Љубава. Не мораш да ми гледаш ти што направиш. Без друго нешто не ќе е во ред.
Я постравте работата и сега ќе се летнете пак в шума, како ништо да не било. Остави го намира, детето Тивчо. Побрзо, синко. Ајде, збогу. Нека ти е лесен патот, мајки. Одиме да го браниме градот. А така. Маро, прости ако нешто сум грешил. Простено и од мене и од господа Чача. Коцо, ајде. 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 Адмирал! Атари! Хазар! Атари! Хазар! Хазар! Ајде, помрзо што чекате, живите Ајде, момчино. Ајде, брзајте што чекате. Ајде! Ајде, брзо! Пушка ме пукнала! Пукайте, Господа, ме пукне да преку! Немој така,
Nemoj taka. Ќе добиеме помош од Прилеп, од Кичево, од Битола. Беге. Цела Македонија е на нозе, Черко. Smrtili sloboda. Jano! Orce! Zamina site, Orce! Ne greši se kako stignete. Boga mi lici. Odmor! Odmor! Kako mi se gleda, će da se izlekovme. Hvala ti, Gospodi, i tebe, Svetilija. Na kade da odim? Neka iz selce, Strigokline. Voda. Doktore! Voda. Doktore, Nune se osvesti. Nune, me slušaš? Slušam, doktore. Voda. Luge! Nune sluša, Boruba! Dajte mu voda! Dajte mu voda! Hej, Dajte voda. Nune! Hrani Orce, ki stignavme! Strigoklibe! Ej, Strigoklibe! Strigoklibe! Asker! Doktore! Doktore! Hoće buzuk! Fast! Jokuluat! Господи Боже, что происходит?
Не можем повече. Ще малко. Ще малко. Положбата во која се наоѓаме добро ви е позната. Дојде момент да се решиме, браќа. Или ќе останеме во градот, или со преостанатите востанички сили ќе се повлечеме. Не да ги сочуваме своите животи. Нив одамна ги подаривме на татковината. Туку да продолжиме да се бориме, уште пожестоко, уште побезмилосно до крајната победа. Јас останувам. А вие како сакате? Нема ли слобода? Има смрт. Тоа не денес, не вчера, туку од првиот ден на нашата борба го запишавме на нашите знамења. Чекај, Биду, застани! Прашањето е посериозно, оно што ти мислиш? Знам! Јас не го изневерувам Крушево. С Богом, браќа!
Повлекувайте се! Ajde, brzo zabiju! Sredite go rušito! Ajde! I seta municija! Ajde, pobrgo! Жени како да стивнаа пукотниците. Жени, престанаа да пукаат. Господи, што ли се случува надвор? Оставете ги, тя ги спасия животите! Оставете ги! Оставете ги, жените не било! Maroho gattizzar! Marro! Marro Gianni! Marro Camillo! Azar!
Gledaš? Kućinja krastavi, izmeđari, predavnici, puh! Buyurun Paşa Efendi. Selam. Buyurun. Mamičeto. Ateş et! Jano! Jano! Oca, Jano! Hajde! Hajde, Polek! Hajde! Hajde, Polek! Hajde!
Само поколенијата што ќе дојдат, ќе може да пресудат кој имаше право. Биту или ние.